Доколку подготовките за рестартирање на рудниците Злетово и Тораница се одвиваат со предвидената динамика, можно и нивно рестартирање после 2 месеци. Хипотеките се расчистени, а во тек е продажбата на имотот која е неопходна за рестартирање на рудниците, истакна премиерот Емил Димитриев при денешната посета во Штип. Рудниците Злетово и Тораница дојде во една ситуација да биде прогласен стечај, да биде прекинато работењето, да 900 и повеќе луѓе бидат без работа. Владата многу брзо пристапи кон решавање на овој голем социјален проблем. Се отпочна постапка за доделување на концесија, значи таа постапка заврши, се избра квалитетна фирма која што работи во браншата, која што има солидна финансиска конструкција за себе. И понатака почнуваме со вториот процес, а тоа е процесот на продажба на имотот од поранешната компанија која што работеше со рудниците. За жал, поранешните собственици целокупниот имот го имаат ставено под хипотека. Мораше преку соодветни судски постапки хипотеките на имотот да се исчистат. Тоа се заврши. Се отпочна процес на продажба на имотот. Имаше електронска јавна аукција на која сите кои што би били заинтересирани може да се јават. Компанијата која што ја доби концесијата се јави на оваа електронска аукција, понуди одредена сума. Тој очекува од првата недела од јули да се одржи собрание на доверители, што ќе одлучува дали понудената сума е прифатлива. Ако се донесе одлука дека таа е прифатлива, потоа би следело рестартирањето. На почетокот од јули очекувам да има седница на собрание на доверители кај што ќе се разгледува понудената понуда за купување на имотот. По евентуална позитивна одлука од собранието на доверители, веќе се створени сите услови за рестарт на рудниците. Сепак, оптимизмот се уште постои кај рударите и граѓаните на овие две општини. Па нормално дека ќе биде подобро за градот ако се среда, ако не се среда, за никаде е градот. Во пробен Штип ситуацијата од рудникот зависи од град. И ако не се отвори, тешко за овој народ. Ризично многу. Тоа е тоа. Фирма е зела, а дали ќе биде подобро, ќе кажи краја. Процесот за рестартирање на рудниците е согласно сите законски процедури. За краток период ќе дојдеме до момент за рестарт, повторно враќање на вработените и се очекува инвеститорот да стои на зборот во делот на покачување на платите на вработените, повторно враќање на близу 1000 вработени од овој крај, а ова би значило нов почеток и нова перспектива за овие два града во Источна Македонија, истакна премиерот Димитриев.